Двохлет. Имам проблеми се случи. Океј. Бидејќи никој не се пријави за превод. Дали некој ќе му треба превод за слушалки да ангажираме? Океј сте? Знам дека некојаш некои луѓе се жалат дека од мене и на македонски ви треба превод. Таков превод не можеме да ви најдеме. Македонскиот јазик е од белешкиот. Да, само што јас не знам дали сум најдобар пример или не знам, показател за велешкиот. Ама се сложам дека ми се допаѓа велешкиот говор повеќе од скопскиот, сигурно, да. И така натаму. Да, ова утро делот, да, децата може да дојдат во таа просторија. Утрово некои од нашата заедница се во Гевгелија. Таму имаат можност да служат. Кристијан отиде таму со девојките од Норвешка и со Вили. Таму се на богослужба. Меѓу другото, една целите беше да споделат за кампот Божилак, па да мобилизираме од таму можеби волонтери или па дури и да се представи службата повеќе семејства да дојдат. Иако од Гевгелискиот регион сме имале семејства доста од Гевгелија, од Богданци, од тој таму предел. И така што дека се таму они во таа цел, и меѓу другото, да, значи ќе се послужи од Божјото слово. И така, другите што сме овдека. Денес имам една порака за вас, се видиме, ќе видиме колку ќе трае. Од посланието до, односно од Евангелието до напишано на Матеј, тоест 17 глава, од 1 стих до 9 стих, со тоа што овдека тие што се подвлечени се земени од истата приказна во некои други евангелија, затоа што овој настан е опишан и во Евангелието на Марко и во Евангелието на Лука. Меѓутоа ќе го читаме од Матеј, со тоа што малку ќе додав зборови, комбиниравме од другите евангелија. Така што ќе ги прочитам овие стихови, па ќе се помолим. Вели, по 6 дни Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и брат му Јован и ги изведе на висока гора сами. Се преобрази пред нив и лицето негово светна како сонце, а лиштата му станаа бели како светлина. И ете им се јавија Мојсей и Илија кои разговараа со него. А Петар и неговите другари ги беше совладал сон. Но штом се разбудија, ја видоа славата негова и двајцата што стоја со него. И кога се разделуваа од него, мислејќи се за Мојсей и Илија, Петар без да знае што зборува, му рече на Исус: Учителе, добро е да останеме овде, да направиме 3 колиби, за тебе една, за Мојсей една, и за Илија една, а ние ќе се спиеме под дрвата. Многу интересно, не само за нив сака да направи шатори. Додека уште говореше, ги засени светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: Ова е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја, него послушајте го. И кога го чуја тоа, вели учениците, паднаа ничком и многу се уплашија. Но Исус штом се приближи, се допре до нив и им рече: Станете и не плашете се. А тие кога ги подигна очите не видоа веќе никој друг освен Исус. А кога слегуваа од гората, никому не кажувајте што видовте додека Синот човечки не воскресне од мртвите. Океј, познати стихови, ќе се помаламе и ќе продолжиме. Господе, фала ти уште еднаш за Твоето слово, за Твојата вистина и тој е авторитетот по кој што ние сакаме да го водиме нашиот живот и вразумување ти преку Твоето слово, помогни ми да го споделам на начин на кој што ќе биде разбирливо за сите нас и помогни ми да кажувам работи што се вистина, не само мои лични мислења и нека навистина биде од полза, нека не подигне во верата, нека го направи во нас тоа слово што само Твоето слово може да го направи во името на Исус. Амин. Знаете вие што доаѓате на нас за неколку недели кога зборев јас, дека зборев за еден серијал, заборев како се каже серијалот сега, ама беше подвизи и уште така нешто. И достигнувања со Бог и очекувања со Бог, ете, кој слуша знае. И зборувавме неколку, да може климите да се исклучат, и зборувавме секако неколку работи поврзани со тоа дека треба да ги имаме да растеме во нашите очекувања за тоа што Бог може да направи во нашите животи. Исто така зборувавме за тоа
дека кога Бог не повикува да направиме нешто во животот, кога ни дава некоја задача или некоја цел, тој е тука да ни помогне да не оспособи да го направиме тоа што не повикува. Значи Бог никогаш не повикува да направиме нешто без да биде со нас да ни помогне да го направиме тоа. И денеска размислував, можеби не е тесно поврзано со тој серијал, меѓутоа сакав да зборуваме нешто на оваа тема и сега овие конкретно стихови се наоѓаат во сите три евангелија во еден сендвич, значи овде вели, ако го читате текстот позади, вели по 6 дни. Во некои други од другите две евангелија вели например по 8 дни, не по 6. Значи некои луѓе се фаќаат за тоа, чеки се 6 дена биле или 8 денови биле, колку биле. И тие што се историчари и библиски историчари, разметрувајќи ги времињата во тоа време, како луѓето ги мереле деновите, така натаму, зборот 8 некој вика отприлика не значи точно по 8 дни, туку можеби да значи по отприлика една недела. Исус ги одбра овие ученици и рече ајде се качиме на висока гора. Со други зборови, пред ова Исус да го направи, пред Исус да ги земе учениците, за да ги качи горе на гората, претходно се обраќа на поголема група на луѓе, секако. Ако читаме во претходното поглавје, односно во 16-тото поглавје од Матејка, и една од последните пораки што им ја дава пред ова е порака за учеништво. Вели, ако некој сака да ме следи, мора да се откаже од самиот себе и да дојде и едноставно да ме следи. После овие стихови, после ова качување горе на гората, следат се снуваат доле, ќе видиме можеби после за кратко. И во доле повторно исто нешто ги поучува и меѓу другото продолжува да служи меѓу народот. И сега мене тоа што ми беше впечатливо, да речеме од овој текст што би сакал да го размислиме, тоа дека Исус одлучува, јас не знам зошто, не знам како, можеме само да претпоставуваме, зошто Исус не ги повика сите ученици да рече ќе се качиме горе, ама одлучи да ги земе овие три луѓе. И сега во близината на Ерусалим има неколку така гори кои што се повисочки, и овдека вели ги изведе на висока гора и сами. И знаете, некогаш Исус постојано е со нив и постојано ги подучува и постојано правеше дела помеѓу нив. Меѓутоа, во оваа конкретна ситуација, тој одлучи дека сакаше да им покаже нешто повеќе за самиот себе. Меѓутоа, за таа цел беше потребно тие да се искачат на малку повисоко место. И јас верувам дека тие што се некогаш и подолго можеби уверата ќе размислат за некои можеби ваши искуства во вашиот живот, кога Бог е одлучи да направи нешто повеќе ваше, или може да ви се објави на некој посериозен начин, некој чувствува дека не изолира и не качува на некој повисоко место со цел да ни покаже нешто што можеби, или да ни се објави на начин на кој што не сме го знали, да не се објави во некоја поголема слава. И ги зима Петар, брат му Јован секако, односно Јаков и братот негов Јован, и ги качи горе. И вели додека беа горе, се прообрази пред нив и лицето негово светна како сонце, а личноста му станаа бели како светлина, и им се јавија Мојсе и Илија и разговараа со него. Интересно, ако знаете нешто за повторно го има, самото ова го има во Светото писмо, дека Илија беше еден од луѓето кои што немаше искусено смрт во Библијата. Библијата вика дека беше вознесен горе во некои сикочи, или додека Мојсе е човек кој што искуси смрт, меѓутоа после никогаш не му го најдоа гробот и така натаму. Меѓутоа, оно што е посериозно дека според мене што треба да го запазиме, е дека Мојсе е представник на законот, Илија представува представник на пророците, и се јавија и зборуваа со него, и во некој друг текст, во другото евангелие вели, зборуваа за тоа што му предстоеше на Исус. Во тоа што му предстоеше на Исус, односно како требаше да загине, зборуваа за тоа. И сега некој може да каже, ете, дури во таа негова ситуација Бог овозможи прилика да биде охрабрен или да зборуваат за тоа какво дело Исус ќе треба да направи на крстот и што тоа ќе значи, како сите ние што сме сега овдека присутни, сме овдека присутни поради тоа што Исус го направи на крстот за луѓето. И во кој што ние тоа го искусиме сами во нашиот живот, неговото простување и неговото наново раѓање што ни го даа. И сега во овој текст се случува нешто, во продолжението на текстот се случува нешто интересно. Вели, Петар и неговите другари ги беше совладал сон. Сега, јас не сум човек кој што љуби многу
иако се размислам зошто не знам, да се качува на високи места по планини. Овде во Скопје очигледно го има водно, ама ја на водно не сум се качил пешки од 90-тите, можеби крајот на 90-тите, кога живее во Капиштец. Сега, значи, кола има до средно водно, после има тоа, како се вика, жичара. Чао, пријатно, вие другите што се поголеми авантуристи. Знам некои меѓу нас, например Марко, он се качува на кај што викаат кај уште се нема качено. Дури да беше тука, да беше Марко еден од учениците, дека ќе окараш Исус, зошто не ме зема мене на високо, знаеш дека сакам да се качувам на високи места. И сега, заморени веројатно од патувањето и не име прв пат да спијат. Не име прв пат Исус да ги однесе неколку ученици и овие сите да почнат да спијат. А Исус пие само во бури, така? Кога читаме Исус, кога го најдеме заспан во бура. А овие луѓето заспани се од замор. Успани се од замор. Значи Бог сака нешто и прави нешто во животот, ги носи во животот нагоре, надоле, ќе ве качам сега горе, сега ќе ве спуштам доле и се движат каде што ги носи Исус. Ама во тоа нивно движење се чувствуваат заморени и во тоа нивно движење со Исус заспиваат, како некогаш можеби некој од нас. Кога го следиме Исус и не носи лево десно, натаму нааму, да не кажам горе доле, и најнаш ние уморени од тоа движење со него кај што не носи, заспиваме. Ама нема врска. Се будат, дали овие го зборувале гласно, не знам, или не знам, било светлина, ама важно, вели Светото писмо дека штом се разбудија, ја видела славата негова и двајцата, тие Илија и Мојсе, што стоја со него, фактички се будат за гледка која што за нив е неверојатна гледка, за која што не знам ни како дали знаеле како да толкуваат. Еден пријател еднаш кога го читаме овој текст заедно, велеше прво како знаеле дека се Илија и Мојсе пред нив, дека стоеле, не знам дали се запознали, здраво јас сум Илија, здраво јас сум Мојсе, или кога речеле Илија и Мојсе, или не знам носеле нешто специфично на нив, или имало некои легенди што се пренесувале за тоа како изгледале, не знам, ама знаеле дека се Илија и Мојсе, или подоцна Исус им кажал, па сега овие го евидентираат тоа, и вели Петар без да знае што зборува. Ова е интересно, некогаш ме потсеќа на мене, некогаш не знаеш што да зборуваш, нешто, ајде да кажеш нешто. Вели без да знаеш што зборува, му рече на Исус, учителе, добро е да останеме овде. И луѓе, повторно, овој автор, ова Евангелие, мислам дека ова конкретно беше од Марко, и Марко специфично сака да ни каже дека Петар вика, чекај, не знам што да кажам, ќе кажам нешто. И вели, добро е за нас да направиме шатори, вели, и отприлика, еве како некој го има нацртано ова објавата. И после Петар му вика, добро е да направиме, еве уште една, ако малце би беше една, овие се секако за да, ајде ова ако би било побава. И сега не знам дали во вака се случило, значи Мојсе дали бил стварно со плочите, не знам. Дали Илија вака нешто ко лета, ко Супермен, не знам. Ама овие тројца вика паднаа и се уплашија, ама се уплашија подоцна од облаците. И му вели Петар, не знаејќи што зборува. Во сето оваа гледка, во сето ова величество, во сето оваа слава, во сето ова, како што вели некои прекраснотија, нешто што го немали искусено во животот. И се вика, Петар вика, вау, ова е феноменално. Ова е феноменално и можеби е добро да направиме шатори, ако изгледа прилика во тоа време како изгледале шаторите, неколку претпоставки за тоа како изгледале шаторите, вака, можеби изгледале. Ова е уште малце вие се малце по фенси. Да, дефинитивно. Ама ова е да речеме ако изгледале вакви вика да направиме шатори. Прво јас се велам, носите ли ви опрема за шатори? Тоа е друго, или дали бевте до Декатлон да се земете на брзина шаторчиња, дали треба некој да пратиме да ви донесат шаторчиња. Ама од прилика човекот е спремен, ќе ви направам шатори, еве можеби овој ми се допаѓа најмногу шаторот сите. Вели да направиме шатори, ама за вас тројцата. И прво впечатокот е за мене, една од работите е прво, овие луѓе уште немаат идеја, немаат представа кој е Исус, затоа што го стават на исто рамниште, на исто ниво со Мојсе и со Илија. Значи, да, ти си дојде да ни кажеш нешто, учител, господар, значи ама си јака фаца, како што бил јака фаца Мојсе и како што бил јака фаца Илија. Викам, ајде да ви направиме шатори за вас, повторно знаејќи што зборува и повторно
да направи шатори, ама за нив јас се ведам добро Петар, а вие двајца со тебе плюс тројца всушност ќе спиете негде. Или само ќе направите за нив, или се правиш понизен, или се правиш паметен, или си кажеш ај може навечер ќе не пуштаат поланото да се бутнеме ние во еден шатор со нив. Меѓутоа идејата беше да направиме шатори за вас. И на почетокот се сеќавате дека ви кажав еден поширок контекст на ова приказна или ова случка која што навистина се случило и кога ќе ја гледаме изолирано само како за себе, значи секако дека пораката што треба да ја учиме е дека Христос има слава за која што можеби ние не сме ни свесни дека има, дека една од другата лекција што може да научиме дека Исус е поголем и од Мојсија, од Илија, тоа го гледаме кога они му рекоа да направиме шатори за тебе, вели Библијата, дека се слушна глас од небото и гласот рече ова е мојот возлюбен син и што вега, вели, слушате го него. Значи, да, вие знам дека сте јаки, го сакате законот, знам дека сакате пророци многу да ви кажуваат работи, ама вие треба да го слушате мојот возлюбен син. И ова мене исто ме потсетува и ме охрабрува, уствари размислувајќи за ова, дека во длабока суштина ние сме повикани да го слушаме Христос, а не само по себе луѓе. Да, луѓе и као сега јас сега споделувам од словото, ама авторитетот и власта што е всушност е во самото слово, не е во мене дека јас сум некоја јака фаца па ќе ви кажам и ќе ве слушате мене како што порано во првата црква некој викале јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас сум овој, јас сум тој, се фалеле со кој чифе, јас сум на тој и вика човеке супер, ама не супер. Значи треба да бидеме фактички Христови. Ама за нив лекцијата беше поголема и посериозна затоа што повторно они го изначуваат Исус со пророците, со Мојсей и гласот од згоре сака да им каже луѓе, вие вашата перцепција за тоа кого слушате и како следите треба да биде во Христос. И повторно секако за нив тоа беше лекција која што требаше да научат, меѓутоа за мене впечатливо повторно во тесниот контекст е тоа дека Бог ми ја дава таа порака, но во поширокиот контекст е мене ме заинтригира повторно таа идеја на Петар дека во таа слава која што тој ја искусува сега, во таа убавина што тој ја искусува сега, тој сака да остане и сака таму фактички да изгради живеалиште за нив и да биде таму. И сега читајќи го текстот понатаму гледаме дека ќе се вратиме повторно на текстот горе, вели ги подигна очите, после не видеа никој друг освен Исус, и после кога слегуваа од гората, Исус им кажа да не кажуваат на никој, додека не воскресна тој од мртвите. Со други зборови, тие Божјата намера за тоа искуство за нив не беше тие достана таму вечно или достана таму долгорочно, туку беше цело време да се симнат доле и да продолжат да служат. И рековме дека ако го читате текстот понатаму, се симнува доле, Исус ги поучува нешто таму за Илија, потоа ги поучува за после доаѓа еден човек и вели мојот син има демон, дали можеш да го истераш, што ти им рековме на твоите ученици, тие не можеа. И Исус продолжува со службата. И она што јас централно сакав да го кажам овдека всушност за нас овој дене и веројатно нема да биде многу долго секако говорите, дека ние бараме некојаш искуства со Бог и бараме да останеме во тие искуства со Бог и бараме да бидеме некои врвови во тие искуства, бараме да бидеме во некои прекрасни места или некој сме имали некој искуство прекрасно и не сакаме да го напуштиме, а кога целта на тоа што Бог сака да го направи во нашите животи е да не спушти фактички доле во реалноста, да не спушти во секојдневието и да продолжиме да им служиме на луѓето. И кога ние бараме некогаш да ни биде убаво, кога бараме да го искусуваме Божјото присуство, не знам, да се ежиме кога доаѓаме на славање, кога бараме во молитва, леле прекрасно се молиме Божјото искуство, а Бог сака да ни каже тоа е добро, меѓутоа тоа не е цел сама по себе по која што вие треба да се стремите. Некои луѓе, јас знам некои луѓе, посебно да не именувам сега од каде и од како, се случаи и ќе дојде тој проповедник, тој пророк, трчаат натаму да го слушаат, ќе дошол тој пророк. И тој ќе води славање, трчаат да натаму и трчаат само по искуства. Трчаат по искуства и ја ќе речеме што се променивте вие од тие искуства што ги имавте. Како вашиот живот практично се промени, како вие сте сега долеко ќе се спушти до тоа искуство. Кога имаше и прва дебата, ако некој паднал, кој ќе се молеле за него, и демек дали кој ќе стане истиот човек или не, и не знам тие дебати, не знам дали истиот човек. Ја никогаш не сум паднал, не е ни битно сега тоа. Ама поедната јас тоа викав дама,
кој ќе стане, дали он, не знам, повеќе си ја сакал жена му сега, дали е помирен дома или дали кој ќе вози помалку се нервира, не знам. Не знам, ама важно паднал. Ама сега дали ќе стане? Ама пет ние видиме искуства, Боже, твоето искуство леле дома Боже да причува да го почувствува на силен начин. Добро го почувствува. И се вика Господе, може ли овде шатори да направиме? Може ли ова искуство сега што го имам со тебе да не престане? Може ли ова бавина, ова ежење што го имам никош да не престане? Може ли Господе? Може ли некое прекрасно нешто што се случува, дури некој прекрасен период што се случува, прекрасна можеби и семинар на вистина, прекрасна конференција, прекрасна служба, прекрасно не знам време поминато на библиска школа од 2-3 години, прекрасно време било какво велиш ти Господе, ова е прекрасно време да направиме шатори тука, да трае, да останеме и да не заминеме од овде. И Исус вика на орска шатори, дури Исус не го адресирала, кога шатори чека да намислам, и шатори да. Ај не сепак. Значи не му прави момент, вика патали шатори во себе сика, треба да се синеме доле. Се сеќавам, на пример, за мене кога завршив библиско училиште во Америка и тоа го знаете приказната американци кога викаат ако имав долар, ако ми дава луѓето по $1 секогаш, кога ќе ми рекоа дека сум глуп што сум се вратил во Македонија, сега ќе сум имал не знам колку долари, сигурно нема илјадници долари да сум имал, ама ќе сум имал неколку долари. Значи луѓето кога сум се вратил од Америка за нив место, да речеме, не може да се спореди со Божјата слава, ама место кое што мисля дека е убаво, прекрасно место кај што да речеме вреди човек да се бори, да биде, да му речеме Исусе, супер беше во Америка. Ај три шаторчиња да направиме овдека, може ли во смисла да останеме овде, да останеме овде, затоа што е убаво и прекрасно место. И луѓето прашуваат зошто се врати, како не си, не знам, глуп си или што си што се врати. И јас прво ќе кажам за да бидам искрен пред вас, дека не ми поминала мисла дали да се потрудам да останам таму додека бев таму. Ми поминала на почетокот, заминав таму, знаејќи дека Бог ме праќа и знаејќи дека апсолутно ќе се вратам назад без разлика на што таму. Ама како минеше времето при крај трета година школа привршува школото и сега сикам леле ќе се враќам во Македонија, на што се враќам? Не знам на што сикам, Господе, ај некој шаторче тука, јас да направам шатор, туку мислев, Господе, ти направи ми шатор мене. Ти направи шатор за мене тука, за да можам јас да останам. И викаме, Господе, ова не убаво место, јас не знам дали можам да направам шатор, ама ај ти направи за мене шатор, односно ти направи можност за мене јас да бидам тука и да пребивам. Ми викаме некојаш на Господ така, во некој фази од нашиот живот, молиме Господе, за оваа фаза од мојот живот направи ми шатор и да трае подолго оваа фаза од мојот живот. Оти е прекрасна. Ама Бог вика, оваа фаза од твојот живот може би била прекрасна, ама јас сакам да се вратиш доле, да се спуштиш доле, затоа што имам друга задача за твојот живот. И некој знам дека ќе рече човек јас минувам моментално во фаза во животот кај што му викам на Господ да ме однесе на друго место, не да ми гради шатори. Го разбирам тоа, може следниот пат ќе зборуваме за тоа нешто повеќе. Ама Петар овдека повторно вели Библијата, не знаејќи што зборува, му бара на Исус нешто што не беше од Божјата воља. Се присетувам на уште едно искуство од сличен тип во контекст на служење, рекоме дека се вратија луѓето и можеа да му служат на Бог. Односно продолжија на земјата да служат на Бог. Што се случи? Еднаш во Велес, ова беше многу оддавна, не знам дали беше 2000 и некоја година, 7-8 или така нешто. И се најави една група од Бугарија што требаше да дојде. Цел автобус од Бугарија, луѓе со автобус, млади, стари, не знаеме какви ќе дојдат, а цела група на луѓе од Бугарија. И ние сега тука од црквата во взбудени ќе примиме гости, беше лето, среда лето беше. Ќе примиме гости, ќе угостиме, тогаш бев сам, што викаат нашите и сингл, сика може ќе дојде некоја бугарка па ќе видиме што ќе биде. И очигледно ништо со бугарка не биде, откочени сега жена се земав. Значи, да. Шика, некој вика, ние бараме, еден пријател, сега мала дигресија, еден мој пријател вика, Господе, дај ми жена и барам натаму, Господ да му даде жена оддалеку. И после Бог му даде една жена што му беше колешка на работа, што служи заедно во Младица мисија во Будимпешта. Вика, и Бог му рекол, абе ти гледаш многу вака надалеку, а еве ти е тука жената. И вика, ти сега бараш, чекаш од Бугарија. Чекаш од Америка, чекаш од Србија, еве те укочени, оди таму плюс, оди си има, ќе јадете. Да не збориме дека летно време има комарци, многу ќе тапат, ама нема ќе се намачкаш. Или барем нема ќе одиш повеќе во есен и во зима.
И доаѓаат луѓе од Бугарија и ние возбудени ќе доаѓаат луѓе од Бугарија и сега пристигна автобусот кој чекаме и во Велес таму во црквата да се собираме на место Пионерски се викаше и на нешто купивме не знам лебови, патлиџени, салами, онака баш мисионерско јадење. Не можеме буџет да ги носиш по пицерии, по ресторани, во Снупи, не знам што. Купуваш една гајва леб, мартадела или салама посебна, 5 кила, патлиџени и нека се прават сендвичи, што викаат, уведе, сместете мајонез и мачкајте, јадете. И дојдоа луѓето и сега нас ни помина таа еуфорија. Дојдоа, ја го викам, да ги пречекаме, да ги покажеме гостопримство. Дојдоа и после веќе ми стана и жешко, се уморив и веќе не ми се свиѓаше никој од нив. Викам, нема врска, тука нема ништо. И викаме, ние сега ќе им служиме, викам, нема врска, ајде сега, сакам да се одам, викам, ајде ќе се одам. И сега сите почнаа од домакините да сакаме да се одиме. Видовме што видовме, еуфоријата ни помина. Остате и гостите сами. Да. Да, и после пасторот, му викам на пасторот во Велес, викам, ќе се одаме дома и сите ќе се одат дома. И одно вика, слушај, вика, знам дека кога ви беше убаво, додека дојдоа еуфоријата, леле, ќе ги запознаеме, кои се, што се, сите сакавте да служите, да покажете гостопримство, да покажете колку сте јаки служители на Бог. А сега, кога ви стана, сега го парафразирам, кога ви стана жешко, кога ви помина таа еуфорија, сите сакате да се видите. И тоа го поврзувам со проповедта дека кога ни е убаво, кога се чувствуваме еуфорично, сите сакаме да му служиме на Бог. Ќе му служам на Бог кога условите се идеални. Ќе му служам на Бог кога чувствувам дека имам некој личен бенефит од тоа. Ќе му служам на Бог кога ќе се чувствувам многу духовен и стабилен. А Бог не вика ќе ми служиш на мене, сакаш шаторчиња горе да бидеш. Не сакам шаторчиња, не сакам да ми служиш дури во тој контекст да ми правиш шатори, да ми правиш за што. Сакам да ќе се спуштиме доле затоа што целта ова што ви го објавувам не е горе со шаторчиња да се седиме. Туку целта е да се спуштиме доле, оти помеѓу нас има други луѓе на кои што треба да им служиме на начин на кој што можеби не очекувате дека треба да им служите. И во наш контекст ние лесно е повторно да речеме ја ќе служам на Господ во црквата на овој начин, ќе служам на овој начин, ќе служам на овој начин и после малце ќе ти згусне во служењето и ќе кажеш па сега не сакам да служам. Или па сега вака ќе правам, така ќе правам. И речеме Господе, значи спремен сум навистина да речеме што вели Библијата и во време и во невреме. На друго место вели Библијата, никогаш не се уморувајте да правите добро. Затоа што ние, како што рековме, Петар горе заспал, уморен, не знам што, и ние, тој некој замор доаѓа некогаш од наше прекомерно размислување за ситуациите, за околностите и влегуваме во некои лавиринти на своите мисли и викаме сега ќе му служам на Бог, ама сега не ми се служи на Бог, чекај ќе помине време, чекај ќе дое подобро време да му служам на Бог, чекај сега да слушам некоја проповед да ме мотивира, па тогаш може ќе му служам на Бог, чекај на шаторче, на конференциче, не таму наму, да отидеме, да се набилдам да слушам на Бог. Бог вели, Петар, знам дека горе беше убаво, знам дека сакаше горе да престојуваме, знам дека сакаше дури да ми служиш со тоа што ќе ми градиш шатори мене, ама јас сакам да ми служиш на друг начин. И да ќе се свинеме доле. И во тешкотиите на секојдневието. Значи, повторно, има славни, што ги вели Библијата, славни служења, славно дејствување, кога речеме, ќе рече некој Игор сега овдека преска се шалевме малце, дојдовме неколку нас овдека први и требаше да се подзачисти нешто и да се малце подо да се ичисти. И некој ќе ме праша што значи тоа да се пастор си, да ме што правиш? И како да ти кажам, ми ќе рече пастор, значи да стануваш пред луѓе и нешто им само им кажуваш, им се правиш паметен и после викаш ајде пријатно на сите, имајте убава недела, ќе сидиме следната недела и демек тоа. Значи има работи што знам дека и Кристијан ги прави, пример или јас, кога никој од овдека не знае, што значи го зборувам во аспект на служење. Кога ќе дојдем, доп на колена и нешто требаше да се забриши, да се чисти пот, буквално на колена, да го зачистам тоа. Ќе речеме, да, има славни елементи на служење, кога проповедаш, кога се молиш, кога исцелуваш, кога не знам правиш, има елементи на служење кога Бог ќе рече, сега не знам на овие лица со посебни потреби сакам да служиш. Сега сакам да служиш во начин на кој што можеби не си премногу отворен да служиш. Ама правилно правиме ние како луѓе, кога ќе речеме Господе, јас сакам да ти служам на вистина. Јас ги прифаќам со радост сите искуства што ми ги даваш, прекрасни искуства кога служам,
прекрасни искуства кога и примам без да служам никакви и јас ги примам тие со радост. Ама исто така како човек не сакам да градам шатори на места кај што ти не сакаш да градам шатори, сакам да се спуштам доле од гората и сакам да живеам и да се движам кај што ќе ме движиш. Ако ме однесеш на некое место да правам нешто, ќе го правам тоа. Ако ме однесеш на некое место да служам на некој начин, ќе служам. Ама сакам да ја вршам твојата волја. И некој велиме, Господе, нека биде твојата волја. Јас сакам да исполнувам твојата волја. Јас сакам, кога велиме, Господе, сакам да живеам за тебе. Не знам ни дали некој од нас го вели тоа, не знам како размислувате на ова прашање, посебно вие што сте помлади, па и постарите. Значи, порано, повторно као помлад вели, Господе, сакам да живеам за тебе 100%, сакам да правам таму, да правам тоа ти што сакаш да правам, сакам да одам таму кај што ти ќе ме водиш да одам, сакам да служам така како што ти ќе ме водиш да ме служам. И после се сеќавам повторно, се пресетувам сега на ситуација од христијански центар од Велес, се движеа и имаше обид да се почне мисија, односно црква во Прилеп. Не знам дали се сеќаваш. Од Скопје отствари. И Звонко Мицев, брат што е уште во таму во таа заедница, носеше група на луѓе, една кола две одевме таму, се собираме, обиди да евангелизираме, да канеме луѓе. И сега треба на ден требаше да се преспие таму. И ја викам, нели, Господе, сакаме да ти служиме, сакаме да правиме за тебе. Те молам оди ке тетка ти таму. Ај, сега не снимаа тука и цело проповедот. Ова ќе треба сечено монтирано. Ве молам, вие што се таму ставите рампа за мали деца дека. Оти се буди у мене нешто што не е духовно, се шал. Ќе речеме деца, после дома ќе правиме овет. Исус рече, пуштате ги децата да Ништо е да се замениме, пуштате ги малите деца. Сега ќе речем, ја не сум Исус, се шал. Ја викам, пуштате ги децата, после дома ќе им кажеме да збора. Се шала, не. Да се вратам кај Прилеп и кај одењето, сакаме да служиме на Господ. Сакаме, Господе, води не ти, спушти не од гората, ќе одиме ќе правиме. Одиме во Прилеп и таму, не знам, тој се секам на некои делови не толку детално и се приспивавме вечерта таму и се погоди, не знам, да спиеме дали во некои услови кои што не би беа најкомодни услови за спиење и не знам за храна дали немаше доволно буџет. Изгледа и таму ни дава салама посебно со мајонез и ја почнав да се жалам, да мрморам, викам, леле, кај да. И Звонко ме тргна на стана и ми рече истото, мискара повторно како што мискара после тоа беше тој во Велес пасторот, дека ние сакаме да му служиме повторно на Бог, ама кога ни е удобно да му служиме на Бог. Сакаме да му служиме на Бог под наши услови, да сакаме да му служиме на Бог. Сакаме да му служиме на Бог во контекст кој што ќе ни прија да му служиме на Бог. А Бог вика, ќе те спуштам од гората и ќе те ставам повторно во контексти, ако сакаш да ме следиш, следи ме. Ќе одам ќе има некојаш ќе исцелиме демони, некојаш ќе треба да се прави момент со некоја вдовица или со некоја проститутка, некојаш ќе одиме по Жешко, натаму, ама дали сте спремни да ме следите? Некојаш ќе одиме на гости, ќе има широка трпеза, некојаш ќе нема јадење и ќе треба да викаме што има за јадење, нема за јадење, ај ќе собереме некој кој има, тој има малку, донеси го, ќе го умножиме и караме лепче и рибче. И поентата е дали сме спремни да одиме, да му служиме на Бог во контексти кои што природно не ни се удобни да му служиме. Или кречеме, Господе, јас само ќе те служам околу шаторите, да ти направам шаторчиња, каде што ќе ми биде убаво, каде што ќе ми биде пријатно, каде што ќе нема тензија, каде што ќе биде се прекрасно. И кажеш ти, како така? Па такви моменти сакам. А Бог повторно во реалноста на секојдневието е дека контекстите на кои што живее, во кои што живееме, во кои што функционираме, има такви моменти сепак на предизвици, на тензија, на притисоци и дали можеме да му служиме на Бог, дали сме отворени да му служиме на Бог на тие. Или ќе му речеме, Господе, не, дај шаторчиња се направиме овдека, или не, најди за таму некои други, или не, јас сакам само да ти служам кога ми е убаво, кога ми е пријатно, кога ќе треба да се истребува демони, викниме со тебе сум, кога ќе треба да се прават некои други јаки чуда, викниме со тебе сум, кога ќе има многу луѓе, кога ќе треба да поучуваш пред многу луѓе, викниме со тебе сум. Да ќе речеме, добро, дали беше со мене кога немаше никој? Дали беше со мене кога те водев на, вика, бев во затвор, ме посетивте, кога те водев во затвор, кога те водев на места кои што се невидливи,
на места кои што не се толку атрактивни, на места кои што не се толку популарни, или да служиш во црквата во контекст кој што не е толку видлив, да служиш во црквата во контекст кој што не е толку популарен или атрактивен. И кажеш, Господе, да, спремен сум, што и да ме отвориш врата да служам, да служам. Оти како вика, црквата сега сме вие што сме. Јас верувам дека црквата, оваа црква наша ќе расте и ќе напредува. И кој ќе биде пример 500 луѓе, кој ќе биде 1000 луѓе, и кога тогаш сите ќе сакаат да служат, да бидат, ќе речеме, да, некои беа служеа, кои што веќе и правите многу од вас така, служите и се ставате на располагање и вашето време кога е доле, кога сме тие кои што сме, кога се прави тоа што се прави. Ќе речеме, Господе, да, јас уживам во убавите работи што ми ги дава животот, убавите искуства со тебе, ама сум свесен дека тие не се цел сама по себе. И сум свесен дека ти сакаш да се спуштам од гората и сум свесен дека ме ставаш во контексти на живот и на служење кој што е разноврсен и разновиден, и сум свесен дека сакаш од мене да бидам отворен да го направам тоа што ти сакаш да го направам. Оти јас не сакам да бидам човек, ниту пак мојата желба за вас би била или да бидете вие луѓе кои што само ќе бидат отворени да му служите на Бог кога под ваши услови, да бидам, поедноставно да кажам. Ќе служам во мои услови. Као некој рече, Господе, следиме, чекај прво да го направам, чекај прво да се случи тоа, чекај прво да го направам тоа. И Исус вика, нема што да се чека. Значи, сега е времето. Сега е контекстот. Ќе има пак други контексти. И за крај, уште еднаш, само да се сакам повторно се навратам на делот кај што секако најголемата служба што имаме е нашата служба со Исус, нашето време со Исус. И не сакам да кажам дека времето поминато со Исус на само времето што Исус ни го дава никогаш и тие прекрасни искуства со негова молитва, кај што ни се објавува на посебен начин, дека не е значено, и секако Исус објавува тука дека јас сум во Евреите посебно зборува за тоа. Јас сум поголем од Мојсей. Исус вели, јас сум поголем од пророците. Значи, тоест авторот на Евреите пишува, обраќајќи се до слушателите негови, дека Исус е поголем од се што знаете. Исус е поголем од секој пророк, од секој, не знам, учител, од Мојсей, од законот, од се што може да размислите, Исус е поголем од се. Тој Исус е дел од нашите животи, тој Исус овозможува или не овозможува на крстот да имаме искуства со Бог, да имаме слободен пристап до благодата, секако да. Меѓутоа, да не го забораваме и тоа повторно ќе кажам, не толку славно служење, кое што е во секојдневието наше. Оти, да, ќе кажам, сакаш да читам за околу еден месец во Америка треба еден приятел ме организира да проповедам во неколку цркви и ми кажува, вика, и најголема црква во која што ќе проповедаш ќе биде нашата, нивната црква е пример 1000 луѓе, на една служба 500 се собираат. И јас сакам да речем, значи ако не ми најдеш од 2000 луѓе, нема шанса да дам. Кажам, 1000 луѓе или 500 луѓе, па јас некогаш во гласност или во Сеам или во македонски контекст пред 8 луѓе знам да проповедам, сега ти ми викаш, проблемите ти ако проповедаш пред 500 души. Па како ти кажам, не ми е проблем 500 души, барем гај 600 да најдете, да набутате нешто стаучи од страна да ставите. Значи, или да речем да водиш славење пред, не знам, пред голема маса, пред мала маса, или да правиш нешто да служиш, кој ќе бидеш виден, не, кажам, Господе, уживам во можностите што ми ги даваш со тебе и тие прекрасни искуства, ама и уживам во можностите што ми ги даваш да служам во секојдневието. Ти си знаеш за тебе лично какво е твоето секојдневие, ти си знаеш за тебе лично какви врати и можности Бог ти отвора да служиш и ти си знаеш за тебе лично дали си пребирлив за тоа во што ќе служиш и во што не. Оти доовме до време, нели, тоа на старото. Научи да кажеш не, и сега треба, мислам дека доаѓа време и веќе тука да глучиме луѓето повторно да научат да кажат да, а не не. Оти не кажуваат 20 години назад, да кажеме не, сега не за се. Може би е време да научиме да кажеме да, малку, во однос на служење сега. И после пак ќе се научиме, ние сме луѓе на крајности. Прво да, и после чекаме, научи да кажеш не. И сега не, и после 20 години пак може да речеме, чекај сега, научи да кажеш сега да. Ама треба да се балансираме. Повторно си го знаете вашиот живот, повторно си го знаете вашиот контекст.
и знаете можности што Бог ви ги отвара и мојата пак желба и молитва за вас е дека ќе уживате во прекрасните моменти со Исус, но ќе уживате и ќе учите и ќе се понизите во можностите за служење што Исус ви ги дава во животот. Ме разбавте? Мислам дека денес не зборев многу брзо, што е Ова беше минус 2, значи 0,75 на YouTube. 0,75, да, не е 1 точка, колку беше? 25. Ама Да. ние го доживувавме како 1,75. Да. Па види, нели, таа вика, ти пишувам спорот и знам дека читаш спорот, и така. И брзо, затоа што ќе се помолам за крај. Господе, фала ти уште еднаш за делото на Исус по нашите животи. Фала ти за прекрасните искуства, фала ти за славните моменти, славните искуства, за Твоето помазание и присуство во нашите животи. И фала ти за секојдневието во кое што функционираме, можностите кои што се околу нас, местата на кои што не водиш да служиме, местата на кои што не водиш да допринесеме, местата на кои што не водиш да даеме допринос, да го представуваме Твоето царство. И се молам секогаш ние овдека присутни овдека и нашата заедница овдека да бидеме заедница која што нема да каже не на можности што ти ни ги отвараш за служење, за да ја представиме Твојата слава и Твоето царство и на таков начин, во таква манифестирана форма. Фала ти уште еднаш за тоа во името на Исус. Амин. Амин. Фала што слушавте. Обично некој затвора Да. Да не сакаш ти да затвориш? Да ви испратам во мир.